Александар Јаневски од Кинолошкото друштво Скопје. Ке имаме и прилог на најавената тема кучиња скитници и како истиот проблем се решава кај нас. Ако може да се каже дека се решава, затоа што од време на време кога камерата ќе помине по централното градско подрачје или пак нешто по периферно, ги има се уште доста глутниците на кучиња бездомници. Родителите особено засегнати, бидејќи велат ете и самите се на некој начин нападнати, особено во некои потемни зони или поизолирани места, а се плашат и за безбедноста на своите деца. Добро утро за Александар Јаневски. Напред добро утро на сите гледачи на Еден, добро утро на вас. Благодарам што ме поканивте и да позборуваме на оваа тема. Стварно проблем е кучиња скитници во градот, поготово Скопје. Мора да кажеме, тоа е една огромна бројка измеѓу 8 и 12.000, само у Скопје. А негде во Македонија се рачуна дека има околу 25.000 скитници. Ние скоро секој ден доаѓаат поплаки до друштвото, до Кинолошкиот сојуз, дека секојдневно се напаѓаат граѓаните од кучиња скитници. Имаше еден случај сега скоро пред нова година, жена кај стаклара, каде беше буквално раскината од кучиња скитници. Лани знаеме детето на плоштад 5 кучиња скитници го нападна, јадејќи сладолед. Среќа имаше, тука се погодивме. Каснување во Охрид, во Струга, во Битола, во сите градови. Така што бројкава, како што реков, е фрамантна, голема. Луѓето што работат во Вардариште не може да се справат многу со нив. Така што Општината Кисела Вода, начело со градоначалникот Маријан Ѓорчев, донесов една одлука да друштвото се пресели таму под заштита на општината и да делуваме на територија на општината Кисела Вода. Ние ги фаќаме кучињата, купени се пушки сафари за успивање, каде на најхуман начин што можеме ги фаќаме со мрежи, со јамки и со пушки, али пушките, кога како, ќе го погодиш, ќе избега, па ќе се пикне негде, зашто све зависи од действото на седативот. А седативот трае, од 1 до 3 минути. Така што, после тоа ми ги носиме во Вардариште и ги оставаме. Но што е најтрагично, истите кучиња таму се кастрираат, се пуштат па на улица. Дали е тоа соодветно решение? Не е соодветно решение тоа. Тоа напротив доаѓа до уште поголемо напаѓање од страна на тие кучиња. Ние знаеме таму тој центарот не може да собере поише од 100-150 кучиња. Нон-стоп се критикувани од страна на невладени организации за заштита на животните. Не е тоа само да се критикува некој. Кај се да критикуваат сега ако ќе бидат луѓето нападнати, например. Тогаш да искочат да кажат чекајте, извинете, нападнати беа луѓе. Лесно е да критикуваме нон-стоп. Градот Скопје дава огромни средства. Една ампула е 20 евра. За успивање. Штом го промашиш ти еднаш како кучето, више готово, таа ампула фрли, готово. Завршено е со неја. Претходното овакво градоначалник Трифун Костовски ништо не направи за овие. Барем овој градоначалник нешто прави, дава огромни средства. Другите градоначалници, јас би кажал и апел, до другите општини да си формираат луѓе таму, каде што на хуман начин, ипак ќе ги фаќаат и ќе ги носат во Вардариште, да им се помогне и на тие луѓе, зашто тие не може сами да постигнат. Не може, многу огромни бројки се на кучиња. Ајде ќе ги видиме вашите предлози, односно ќе ги слушнеме, какви се вашите препораки за тоа како би било соодветно да се реши истиот проблем, само прилогот да го догледаме. Да ви кажам, не е добро да што скитаат вака кучињата, затоа што со деца шетаме, насекаде има измет, се плаша деца. Не е убаво така, треба тоа да се собере све. Ке се решили конечно проблемот со кучињата скитници. Нападнати граѓани попречен сообраќај, глутници кучиња шетаат по улиците и парковите. Граѓаните реагираат на низата проблеми кои произлегуваат од блиските средби со бездомните кучиња. Дел од овие кучиња плашат со својата агресивност и болест, други со својата големина. Кучињава и домашните кучиња, душо, и тие не се во ред. Кај нас во паркот, знам, во Капиште, тамо,
Тоа е страшна работа, алергија доваѓаат и мислам стари луѓе добива алергија. А за дечиња мали поготово децата цели со паркот е загаден од нив. А треба да се здомат. Сепак се тие едни суштества што треба да имаат некое место кое што би добивала барем еднаш дневно оброк. Се случува ли да нападнат некого? Да. Тоа треба некое јако обезбедување. Јас знам една комшика е нападна и тоа страшна рана ја отворија. Од комунална хигиена се правдаат дека работат на намалување на бројот на кучињата скитници. Ги собираат и ги носат во стационарот Вардариште. Грубо кажано, на 4000 кучиња се досега истретирани. Секоја куќа која што е истретирана во стационарот Вардариште, која што како здрава единка е вратено назад на локацијата од каде што е заловено, е обележено со жолта ушна маркичка. Тоа всушност ти кажува дека куќата ја минало таа процедура во стационарот, значи е вакцинирано против беснило, стерилизирано, прочистено и вратено како здрава единка назад на местото каде што е заловен. Доколку се утврди дека кучињата се здрави и неагресивни, се враќаат назад на приближно истата локација од каде биле заловени. При заловувањето се користат и соодветни техники, но се користи соодветна опрема. Значи, се заловуваат со помош на сајли за заловување, значи тоа се посебни направи и се користат и кафезите за пренесување на самото куче, значи се заловуваат, се ставаат во кафези и со соодветно возило кој што е исто така и обележано дека од стационарот Вардариште се пренесуваат до стационарот, потоа се третираат во стационарот и повторно се враќаат, значи со истото возило кој што е обележано, бидејќи постојат и забуни. Конкретни решенија за овој проблем се уште нема. Одговорните велат си ја вршат работата и навремено реагираат, но сликата од градот го говори спротивното. Глутници и бездомни кучиња се уште слободно се шетаат по улиците и парковите.